Благодарам, господине Мисовски, од секојаш сум бил поборник на институционалната меморија и добро е да ја има и добро е што ја има. Затоа и реков дека одредени работи и пракси кои што ги правите ќе бидат запишани за да можат и некои други генерации да гледат како не треба да се работат одредени работи. Рековте дека треба да го расчистиме ова, веќе идеме на крајот и треба да го расчистиме. Искрено да ви кажам, ова беше расчистено уште пред да почнеме. Затоа што председателот на собранието на гостување на една емисија кажа каква е процедурата и што треба да се направи. Меѓутоа, тука не идовме на друга процедура. И сега кога се повикувате дека вакво нешто постои од минатото, зборувате за разрешување на судија, кое што согласно член 114 е избори, именување и разрешување на носители на јавни функции. Токму тоа го зборувате. Значи, разрешување на судија на основ на судска одлука. Ама сега се повикувате за разрешување на пратеник. Многу различни работи од комисија. Така да, разрешувањето на пратеник и на судија кој што има судска одлука е сосема различно. Ја разбирам потребата дека треба да релативизирате, ама македонските граѓани не ви разбираат насилието кое што го правите во собранието. Благодарам, председател. Бидејќи листата на испријавени за збор